Кога градоначалник кој го тера вториот мандат ќе предложи решение во кое се повикува на некакво кршење на законските одредби, а при тоа не наведува прецизно за кој закон станува збор, тогаш тој наведува на заклучок дека прави обид нешто да се скрие зад изговорот за законски прекршувања. Ваков став беше искажан на почетокот на пресот што СДСМ го организираше како одговор на објаснувањата на градоначалникот Димитровски за неговото решение за повлекување на одлуката за ревизија. Тоа што како причини за неспроведување на ревизија да се наведуваат трошци од 1,5 милион денари и што во буџетот не биде планирани толку пари за таква намена, исто така е само невешто оправдување. Оти граѓаните знаат дека се потрошија пари за поневажни работи, како што е купувањето службени автомобили, например. Тврдите дека во образовните институции не се креирал личен интерес, туку интерес на учениците и граѓаните, а тоа го констатирале овластени ревизори во општината и во државната ревизија. Кога е вршена таквата ревизија? Какви се нивните заклучоци и зошто не им се презентирани на граѓаните и пред Советот на општина Кочани? Колку добро работат институциите под ваша надлежност зборува фактот што 3 училишта прикажале загуби од над 700.000 евра. За каков интерес на граѓаните зборувате тогаш? И на крај, без разлика дали ќе дозволите да се направи ревизија или не, факт е дека ќе остане запаметено дека во периодот додека вие сте градоначалник ја задолживте општина Кочани со сума од неколку милиони евра, со што ја доведовте пред банкрот. Веројатно за тоа не ви е гајле, оти некој друг послен вас ќе треба да ги враќа тие пари, а сето тоа се разбира повторно од джебот на граѓаните. Еден ден предходно СДСМ организираше пресконференција на која беше речено дека градоначалникот Димитровски се мешал во работењето и донесувањето одлуки во Советот, со што се обидувал да го спречи спроведувањето на ревизија во финансиското работење на училиштата во општината.